Воен, а може би воен да речеме денешниот ден на празник Олюбците. Затоа што денес прославиме и обреданието на Господа нашиот, прославиме и Свети Василий Велики, ама и почетокот на граѓанската нова година. Јас погледнав лани за кој од овие мотиви сум зборувал и гледам дека сум зборувал за времето. Ама времето и овој пат и оваа повески не завземе, затоа што е една ненадмашлива тема што е важна за сите, а во суштина недоволно одгонецната и може би така да стане и до крајот на светот. Затоа што луѓето обично го земаат времето за некаква даденост и за нешто што е статично. Се менува денот во 24 часа, се менува во годината во 365 денови. И така не размислува човекот дека времето каде може да го фати како друго нешто што ние сме материјални битија и можеме да го допреме, можеме да го видиме дури. Времето не можеме ни да го видиме, ни да го допреме. Затоа што требаше да го чекаме Einstein на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век да ни каже дека времето е релативно. Ама тоа црквата, кој знае уште многу векови одамна, да речам од почетокот на христијанството. Некои религии му служат на времето. И се случува дури за реинкарнација по источните религии, има дека човекот може во еден период да се роди во еден вид, после тоа да се роди во друг вид, значи циклично го сваќаат времето. Но ние христијаните линијски го сваќаме времето. А тоа значи дека има почеток и нема крај. Што значи тоа дека има почеток? Има почеток кога е створена земјата и оно со светот воопшто. Време пред тоа нема, затоа она прашање што му се припишува дека го поставува Ориген, што правел Бог пред да го створи светот, многумина истражувачи денеска велат дека тоа му е вметнато на Ориген. Дека Ориген не го поставил тоа прашање, туку неговиот преведувач на латински, а тоа е Руфин. Зашто таквото прашање и за тоа што го поставил Ориген во суштина е осуден. Затоа што да поставиш тоа такво прашање и да дадеш одговор, ќе испади дека Синот Божи има почеток. Значи, а ние исповедаме дека Синот Божи е вечно роден од Отца, не во време. Не било некогаш кога Бог го немал својот син. Секогаш го имал својот син. Значи тоа, ако погледнеме се две категории на постоење. Една категорија со која постои Бог и една категорија со која постои овој створен свет. И не се исти тие категории по ништо. Може би се оддалечивме од новата година која денес има почеток,
a početok ima novi ciklus na vreme koji go merime postorno su 365 denovi i deneska je početok na taj ciklus. Međutim, opšto zemeno, bilo koja nova godina da je, i ona pred 1000 godini, i ona što će bude posle 1000 godini, ima vrtska generalno so vremето. Postoji li vremето vakvo kakvo što nije kod zamisluvame često pati i gledame na čas odeka pominjува nekoje vreme i to je relativno za sekog. To je relativno, rekli sestri, zato što sekoj skoro od nas go ima to iskustvo. Koga čekate nekoj važan nastan, vremето posporo minjува. Koga nešto ste zaposleni, imate interes za to, kako da odletalo vremето. Zapaljice razdenilo, večer se stemnilo. I koga bilo to? И ќе го поставува ние погодрасните особено тоа прашање. Но и како дете го поставуваме. Се сеќавам јас на дедо ми покојниот му го постави тоа прашање. Абе дедо, многу споро ми врви времето. Кога бев посредно образование. И тогаш го додев одговорот, кој тогаш ме задоволи, ама и сега особено кога сваќам. Кога ќе станеш возрастен, времето ти лета. Тоа требаше уште да ми дообјасни дека времето е релативно. Секој го доживува и го сваќа така како што му се околностите околу него. Кога бе, значи во средно образование се плашиш да не те стани нешто не научена, професорот да те подигне да одговараш за некоја не научена работа и времето тогаш поспоро минува. Ама сега се чудаме на оваа возраст на која сум јас како да лета. Само са бајле, кога искри сонцето и навечер кога доаѓа сонцето, можеме да го детектираме. И велиме одминал еден ден. Затоа што токму времето кое генерално не постои, не можете да го дадете суштина. Времето нема суштина. Ама очигледно е дека ние мериме со време и затоа денес почеток на новата година и ја мериме новата година токму денешниот ден и велиме 365 денови има годината мерено од денес. Овие другите настани со кои е богат овој празник, обрезанието Господово е историски настан со кој Господ прифатил се што е старозаветно, за да го преобликува во новозаветно. Значи, ако не го прифатеше и обрезанието, кое во суштина е знак на доверба меѓу еврејскиот народ и Господа, и каже некој не го исполнил Стариот Завет, како може да го менува во Новиот Завет? Меѓутоа Господ се исполнил Стариот Завет, затоа и може и има власт да го менува Стариот со Нов Завет. Вториот славеник е Свети Василий Велики, за него често пати многу сме говориле зашто е ненадмина теолог во црквата. Ако вие добро знаете дека живеел многу кратко. 49 години живеел. Пазите, за 49 години
направил толку што некој човек не може да направи за 1049 години. Ето, ви се луѓе и на такви луѓе основано е учењето на црквата и животот во црквата воопшто. Затоа го славиме Свети Василие, кој се упокоил во Волга токму на 1 јануари и затоа го славиме на 1 јануари денеска. Иначе 1 јануари ќе ми рече покако. Денес е 14 јануари. Не, денеска е 1 јануари по Григоријан, по јулијанскиот календар, а по тој календар црквата Божја ги чествува светителите и празниците. Што значи? Денес не е 14, туку е 1, ако гледаме по црковниот календар. И ние не се разликуваме ни од римокатолиците, ниту од оние православни кои го прифатиле новиот календар. И тие слават на 1 јануар, само по новиот календар. И ние славиме на 1 јануар, само по стариот календар. Со 13 денови за доснување. Така како Господ, имајте во наум тоа дека времето е релативно. И секогаш да му служиме на тој начин на Бога, не абсолютизирајќи го времето. Многумина грешат во тоа, што прават абсолютизам на времето и затоа се јавуваат мртводеленска многу старостилци, старокалендарци, дека наречени, кои мислат дека не треба да се менува, не треба да се слави на друг начин, односно во друг ден, некој празник кој црквата го славела претходно на датум во друг календар. Но тоа за некои други прилики, објаснувањето ќе следи секако, а сега е најважно токму само тоа да фатиме, дека времето е релативно и не треба ние да го абсолютизираме. Не треба да правиме од времето Бог, зашто времето за нас христијаните е исто творба. На некој начин, то многу релативна творба. Светот го гледаме, светот го допираме, а времето ниту можеме да го видиме, ниту да го допреме. Меѓутоа, на кој начин постои, на кој начин е разликата меѓу постоењето Божјо и постоењето на сиот створен свет, веројатно и мислам, е токму во времето. На овој начин само ние створените битија во време постоиме, Бог не постои на таков начин. Нека милоста на Спасителот наш Господ Исус Христос, кој се обрезо деме, на помолиците на Светиот Василий Великиот, невојавлен просветител, нека не помилува и спаси како благи човек. Amen.